Одредени центри на МОК се вознемирија од мојата изјава за обидот за подкуп, рече премиерот Мицкоски од Македонска каменица на Денот на рударите. Откако вчера обелодени дека веќе 2 месеци му биле вршени притисоци и накрај се обиделе да го подкупат за да потпише за тендерот за третата делница од пругата до Бугарија, Мицкоски рече дека тоа е негов начин на борба со корупцијата. Гледам поедини центри на влијание како се вознемирени. А вознемирени се затоа што ова е стар тендер, јавна набавка која што ја водела претходната влада на СДСМ и ДУИ. И јас одлучив со јавност да се борам против криминалот и корупцијата и затоа ја дадов таа изјава. И тоа е порака дека времето на криминалците во политиката заврши. Дека е време на честни политичари, луѓе кои што си го љубат својот народ, својата татковина и ќе работат за интересите на своите сограѓани и својата татковина. Како дел од борбата со корупцијата во владата ќе се формира специјален тим кој преку отворена линија ќе прима повици од граѓани за можни случаи на корупција, како од политичари, така и од административци. Целта е да се намали корупцијата која според него е од пандемиски размери во нашата земја. Специјален тим во рамките на мојот кабинет ќе има отворена линија и ќе разговара со граѓаните, а тие таму ќе пријавуваат девијантно однесување на административци, политичари, без разлика дали се тоа локални или на државно ниво, политичари и административци, кои што можеби бараат некаков тип на противуслуга за да завршат некоја работа која што на граѓаните им припаѓа по закон и пустав. И таа отворена линија ќе има за цел граѓаните тоа девијантно однесување да го пријават. Мораме да се бориме против криминалот и корупцијата, тие се во пандемиски размери кај нас и тоа е основната цел на оваа влада предводена од ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. По изјавите на Мицкоски станува се поизвестно дека пропаѓа тендерот за пругата кој се однесува за делницата од Крива Паланка до бугарска граница. Рокот за доставување на понудите истече на 26 јуни и до 17 септември треба да се избере фирмата која ќе ја гради пругата. Мицкоски вели дека проектот представува сериозен проблем и тој нема намера да потроши 560 милиони евра пари на граѓаните за железница која завршува на половина тунел во слепа улица на границата со Бугарија. Дополнително и затоа што градежните работи во Бугарија се закочени и нема гаранција дека овој проект ќе биде финиширан онака како што е замислен. Бугарските власти треба да ја завршат и другата половина од тунелот, како и 6 километри пруга која треба да биде поврзана со постоечката од бугарска страна. Пругата до бугарската граница е 3-децениски проект, почнат уште во првите години од независноста на Македонија, кој никако да стигне до своја завршница.